Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, опколена од сите страни со високи планини, распосан помеѓу горно-слиното подречје на реката Треска, превеот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, чие што незвина рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стогово од запад, Бушева планина, Баба Сач, Бабелј и Плакенска планина на исток, а преку Бровската клисура на исток се поврзува со Поречие, на југозапад преку планинскиот превој пресека со Дебрца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина, а Вардинската планина овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломеј на исток. Овој пат решив да прочитам низ оваа област, низ историјата позната како Кичевија, за да ги надополнам моите досегашни сознанија не само за историските збидувања, туку и за многуте адети, обичаи, селско-црковно-манастирски народни празнувања, како што е црковното празнување на Свети Атанасије Летен во селото Миокази. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Миокази тргнав рано, мощне рано околу 4 саатот, народски кажано, овој пат што моето возило со стариот руски джип со Камазот, кој речиси 30 години ми е верен сопатник, откако малку го оставив и тој што се вели некој ден да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. Поречеси 2 сати кусур време народски кажано возење по магистралниот пат Скопје Тетово, Тетово Гостивар, Гостивар Кичево, Кичево Македонски Брод во правец на селото Миокази, пристигнав во раните утрински сати, каде што селото Миокази раскошно блескотеше од утринските зраци на рабетинското сонце. Почитувани мои, ете како што вели народот, во селото Миокази дојдов на сам ден на патрониот празник на нивната црква Свети Атанасиј Александрински, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Летен, по покана на членовите на црковниот одбор, кои воедно ми беа домаќини во нивното село. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано, во зорите. Драги мои, имав, така да речам, 3 причини. Првата, мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале, кои до ден денешен се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација од ова село, а втората е да ги надополнам моите сознанија за многуте адети, обичаи, селски, црковно-манастирски се народни празнувања, како што тоа е црковното празнување посветено на Свети Атанасиј Александрински, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Летен, чие празнување продолжува и се пренесува од колено на колено низ вековите меѓу мештаните од селото Миокази, со надеж дека меѓу помладите по раѓање од ова село или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а третата е поканата од страна на моите домаќини да присуствувам на осветувањето на новоизградената црква, чие име го носи на Свети Атанасиј Александрински, чие осветување го изврши митрополитот Дебршко-Кичевски Плаошки господин Тимотеј во сослужение со Кичевското црковно наместништво на 14. мај оба 2023 господово лето.
Почитувани мои, пред да го видите видеозаписот од осветувањето на новоизградената црква, чие име го носи на Свети Атанасија Алесандриски, чие осветување го изврши митрополитот Делбршко-Кичевски Плаошки господин Тимотеј, во сослужение со Кичевското црковно наместништво на 14 мај ова 2023 во Господово лето, предлагам да ве запознам, така да речам, со историското битисување во изминативе векови на селото Миокази. Прв пат селото Миокази во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во која селото Миокази припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска, меѓу народот попознат како Кичевскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1335 година, издадена во обновениот Кичевски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска, меѓу народот попознат како Кичевскиот манастир. Во пишаните томански дефтери селото Миокази се споменува во томанскиот пописен тапи дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што селото се споменува под истото име со 20 на куќи, 22 домаќинства, сите рисјански. Исто така селото под истото име се споменува и во томанскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1478 година, каде што ова село е во собственост на Незир Паша, чиј негов вакув се простирал од Шкодра се до Кичевската Копачија, а му припаѓал на румелискиот Беглер Беглус. Ова село исто така е запишено и во пописниот отомански дефтер од 1562 година, каде што делот Атаро припаѓал на вакуфот над Саид Паша, а преостанатиот дел од Атарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага, во чии вакуфи живееле 30 домаќинства, сите рисјански. Во томанскиот дефтер од 1570 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 180 акчиња, селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашвен 1 муд, овес и рж и од улишта 140 акчиња, а од усур од овоше 30 акчиња. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото Миокази бројало 50 рисјански домаќинства и 2 семејства мухамедански. Во втората половина на 17 век селото Миокази му припаѓало на тимарот на Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле. Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек и Садик Паша.
Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 200 жители, сите рисјани. Според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото Миокази имало 240 жители, сите рисјани. Дека селото Миокази на овие простори обстојува многу векови, говори и публикацијата Материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1920 година, каде што пишува: селото се наоѓа на 3 сати пешки одење североисточно од Кичево. Селото е мало, но мощно богато село. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Црквиште. На незината рамнина постојат остатоци на мала црквичка и неколку црковни објекти, кои изборуваат дека овде порано постоел можен развиен црковен живот, училиште, каде што наставата се изведувала на македонски црковен книжевен јазик и се пишувале и препишувале вредни црковни книги. Во 1900 година Миокази имало 35 куќи, сите гурбетџишки, 15 мажи писмени, 68 мажи неписмени и 79 жени неписмени. Во атарот на селото се наоѓа заселиштата и тоа од римско време: Градиште, Дирек, Запчука, Кале, Крстот и заселиштето Топлец. Дека селото Миокази на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Селските населби во Кичевијата, издадена во Белград во 1979 година, за селото го забележал следното: селото се наоѓа во Кичевската котлина, во областа Раметин Кол, во источниот дел на територијата на општина Кичево, чиј атар се допира со општината Македонски Брод. Селото е ридско, на надморска височина од 606 метри. Од градот Кичево е далечено 12 километри, а лежи во подножјето на планината Челоица. Селото е мало, кое се протега на пониско земјиште на запад и на повисоко на исток. Околни села се Ижиште, Лисичани, Челопеци и други. Местностите во атарот на селото ги носат следните имиња: Кале, Градиште, Мало Градиште, Гола Мара, Рид, Крст, Кутел, Огради, Рамниште, Сливче, Колибишта, Старец, Колча, Краста, Чамбулец и Осојница. Селото е од звиен тип. Не е поделено на мала, сепак роднинските куќи се групирани и се поблиску една до друга. Одредени краеви на селото носат имиња по родовите како Митановци, Ивановци, Итромановци и други. Во селото Миокази живеат македонци и христијани. Првото населување било во почетокот на 19 век. Најстари доселенички родови се Богевци, доселени од селото Свето Враче, Митановци и Кочевци, доселени од селото Железнец, Ивановци, доселени од селото Атишта, Итромановци, доселени од Охридско, Поречковци, доселени од селото Сушица, Поречка, Чосевци, доселени се од селото Сливово, а Пупачовци, доселени се од селото Требино.
Според истражувањата на Јован Трифуновски, во периодот од 1921 1926 година во Меокази се доселиле следните семејни родови: Митровци, доселени од селото Требино; Тромановци, водопотекло од Охридско; Белојаковци, доселени се од селото Атишта; Матлевци, доселени се од селото Орланци; Дамчевци, доселени се од Охридско; Петревци, доселени се од Охридско и Миновци, доселени се од селото Орланци. Во периодот од 1950 до 1952 година селото влегувало во рамки на некогашната општина Челопеци, заедно со селата Лисичани, Миокази, Орланци и Челопеци. Во периодот од 1952 до 1955 година селото било дел од тогашната општина Орланци, во која, покрај селото Миокази, се наоѓале и селата Дупјани, Козичино, Крушица, Орланци, Патец, Рабетино, Речани, Светораче и Челопеци, а пак во периодот од 1952 година па се до 1996 година селото Миокази припаѓа на општината Кичево. Во 1948 година во селото Миокази живееле 215 жители, во 1954 година 220 жители, во 1961 година селото броело 177 жители, за да во 1971 година селото брои 137 жители. Втората половина на 18 век за Миокази е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 души од селата Шутово и Гарани, погубени од отоманскиот падишак, чиј турски аскер го предводеле Дозанага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейдик бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Кажи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас ага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек, кои припаѓале на солунскиот турски ред Казаслав, со ферманот даден од отоманскиот падишак и пари дадени од падишакот, го обновиле селото и ја изградиле претходно разорнатата црква Свети Атанасије, кој воедно во тоа време била соборен селски храм, кој храм се до Балканските војни било со голема купова. Селото Миокази уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во црквата Свети Атанасиј на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи прв учител бил попот Манаки, кој бил по потекло од Битолско. Во учебната 1900-1901 година во Миокази учителствувал и даскалот Радован, каде што за време на неговото учителствување е формиран огранок за тајната македонска одринско револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле и Ноне Захариевич, Крсто Митович, Симчо Стојанович, Ристо Антич и уште многу други. Во подалечното минато мештаните од селото Миокази учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат воените действија како од првата и втората балканска војна, така и од првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите поголем дел, не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а на ударот за слободата на македонскиот народ и за создавање на македонска држава, своите животи во народно-ослободителната борба ги положија Цветан Кузмановски и Иванчо Стевановски. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ
и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Миокази на црковната слава Свети Атанасиј Летен, а воедно и на осветувањето на ново изградената црква, која е изградена во старите темели, која со векови била и останува соборна црква, со кого начастуваше митрополитот Дебрско-Кичевски Плаошницки Тимотеј на 14 мај ова 2023 во Господово лето во сослужение со свештениците на Кичевското црковно наместништво. Јас да бидам дел од оваа народна веселба, која со векови се пренесе од колено на колено, од генерација на генерација во ова село. Почитувани мои, дел од ова духовно празнување ќе ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Јас со мојата екипа пробавме нешто да направиме, затоа што таа беше прво околината на црквата толку руинирана, што не можам да ви обяснам колку. Многу луѓе се чудеа, самите мештани. Значи, од зидот околу олтарот на црквата, од распаѓање, од изникнати дрва, па не да со која големина. Одеднаш и мојата екипа, овие млади дечиња што ќе останат гордост на моето село и на нашето село, со нивните поколенија, го донесове на механизација дека ќе се туркат зидот и ќе се тргат оттука, самите себе си поверувавме што ќе се деси до дома. Вие ко еден вработен, ко еден човек што ни се најде, што не удостои со чинон на осветувањето, мисля, имате снимки, имате увид на местото, ама немате увид од претходната ситуација. До кај сте дојдени, нема збори, значи нема пофалби, нема овега да окана Тонита, значи Игора, Дадита, Милета, Ацета, Митрета, Стојкото, значи немам зборој кого да пофала. Значи го еден човек, мој пријател од Каменолом Слошница донираше 10 слепери по 25 тона, по 25 кубици ризла. Кој еден албанец Мили Вла донираше 60-70 кубици камен. Сето тоа требаше да се сработите. Дојдовме дока што дојдовме. Преска напомна дека се гордеш овие млади деца одека кои што ти си први меѓу однаквите од црковниот одбор, а тие доаѓаат овој со тебе. Еве гледаме денеска дека храмот Свети Атанасиј е стварно убав е. Ќе ми дозволиш малце и со нив да помогнете, пошто вика старите на младите останува светот. А ја дури не се го нелку да разговара. А овие се спремни само да работат и доправо имат работа во ними, па сега постепено нека ви кажат. Така. Твоето име и презиме? Јас сум Тони Настески. Така, од село Миокази. Село Миокази, да. Што е тоа што те влече оде доаѓаш овдека во селото и што е тоа со твоите другари, така да речам, членови на црковниот одбор, ете така неуморно, секој ден, секоја седмица, секоја година да сте тука и ете храмот кој што е, значи храмот Свети Атанасиј, кој што црквата е така темелот на македонскиот народ, на самобитноста, да доаѓате и да работите. Па пред се најпоќе што не влешите работата, пошто ние се занимаваме со производство на компир, сме регистрирани да реша земјоделци, на некој од нас му е дополнителна дејност земјоделието, најповеќе работата значи не влечи, па друго што не влечи, ние сме тука израстени да реша, секој летен, зимски распуст сме поминувале тука во селото, сме се дружеле, така тоа ни останало кој еден убав спомен од детството, тоа најповеќе не влечи да рече. Пред се работата, па после и дружењето и сите тие работи. Јас бе бидол дека се тоа што го работите, и вашите предци работеле, Да, и да. вие работите, од народ за народ, да остане за генерациите што ќе доаѓаат. Така. Вие, момче? Игор Најчевски, исто цело Миокази, живеа Кичево. Сега моментално почнав, значи се занимавам исто и со компири, втора дејност ми е. Црквата ја почнавме да ја градиме околу 2017-2016 година. По уште еден член што моментално не е тука, од црковниот одбор, Како му е името? Владо, Така? ми рече што го правиме со црквата, се најдовме в кафана,
не е светена, од манастирот Пресвета Богородица му рекле дека имате црква исто да не е светена е како куќа, таа значи мора да ја осветите. И во тој момент значи ја сакав да е света, да е светиме црква и тогаш испадна тој дел, ама ја претходно многу не суидел во селово. Од тој момент кога почнав да идам, почнав значи со црквата да работиме и со црквата и почнав и цело почнавме терат земјоделие и други работи. А во момент да продолжа со мислата, Да. кога онадивме за црквата, кога се онадивме и го се видов со Дони и му реков дали мојме да ми помош, сака, дали сакаш и ти заедно да направиме нешто за да осветиме црквата. И ми вика добро, ќе да онадиме да викнеме состанок село. И ни село залепивме плакати, пошто од сите број немавме, кај што имавме сјавивме по луѓето, исто и кметот на селото Слободан Петрески, тогаш беше исто Миле Новески благајник ми е, благајникот исто дојде и тој на тој состанок бевме собрани околу 30 луѓе на тој состанок се договаравме за светењето, сите едногласно кој сака да биде член на тој состанок и се пријавив јас, се пријави Владо, се пријави Тони, се пријави Манце и за пети член се пријави Миле Новески за да бидеме в бројка од 5 и рече јас не можам многу да трчам, сум човек во години, ама некои други работи што може да ги права, да ви помага, ќе ги работам. И од тој момент се почна да се работи. После тоа дојде свештениците од Кичевската епархија. Први неколку души појдовме ја, Тони и уште еден Миле. Мислам така беше, да? Да. Косевме патот, беше обаво време, косевме патот до црквата, беше трева зарастено, беше све до гробишта, немаше Не се познава ниту гробиштата. ништо, не се познаваше. Беше црквата разуринирана, прва мисла беше само да нацртам уште некоја икона, за да ја светиме, да ја поправиме малце колку што можеме, да ја светиме, но ти знаевме дека е голем зафат црквата. И едно време дојде багерот, најдовме багер, почнавме да работиме. Председателот на местна заедница исто член на црковниот одбор. Дојде багерот, почнавме да чистиме пред црква. И едно време рече чисти го зидов од околу. Тој мислевме дека само ќе го обновиме, а беше ја распадна турна. Тога беше многу тесно и така некако почна работата, малце тешко, опето, нервозно. Не завршуваат кај што почнале, И ќе имаат проблеми, кај ќе не дадат пари. да, тука се вложи огромна сума на средства, пред све од селаните на село Миокази и многу донатори од македонска, турска или албанска вероисповед, ова муслимани и христијани, значи многу сите ни помогна и ние го изградивме тој објект и после 5 години негде ние ја осветивме црквата, дојде до тој чин.
И денеска бе присуствуване на чинот Да, на неговото осветување. Јас би рекол реосветување, затоа што 1935 година е реобновена. Таа е реобновен, имало мало црквиче. Така да. Во времето имало 3 води. Сега тие води ги немат. Најверојатно тие се води повлечени. Ви се радували душата на членовите на црковниот одбор, што е стварно светиот храм денеска и дури црковниот Ја одбор. да зборна два збора пред него, значи, али ни се радуват не, а тие нека кажат. Па ја мора да се напие едно пиво. Ако да ако, може. Тие нека кажат дали се радуваат или не. Ние сме толку Тури си. ја наискрено сум бил толку и скептик и страв некој пат ме фаќало, дали ќе го успееме. Знаеш, со народ е многу тешко Да се работи така да. Ние помлади имавме еден друг терет. Друг терет имаше Слободан Бобе. Ние некои со трчања, со организации, не знам што да кажем повеќе. Оти ова едно би рекол, денеска црковниот одбор беше врв улица од Соборен народ. Тука едно би рекол, нека денот за новогодини, до година побројни и да ни е здраво живо селото Милкази и да ни е здрава жива Република Македонија. Уште нешто, значи во сите организации, во сето работење, немој све да бидеш директен и конкретен. Значи и овој црковен одбор ветуват дека од година, на денот на светувањето, на празникот на нашата црква Свети Танаси, ќе имаме секој годишна прослава. Дали со кумство, дали со нешто, значи начин каков, ние ќе имаме секоја годишна прослава на така. Дури сме ние здрави и живи. А мисля дека сме добро ги воспитуваме нашите деца и внуци, ја веќе имам и внуци, ќе го наставам нешто. Сакам уште нешто да спомнат, да. останит тага за спомен. Првата ден кога се собравме за состанокот за да ја обновиме црквата и да ја осветиме, и тука кај мојата куќа пред домот седеше председателот клекнат и ми вика, дали знаеш со што се зафаќаш, што правиш и со луѓе како ќе видит. Ја реков, не зна, ако бидит, ако может, чуеме до крај, тука е реков и Тони, ќе го издржиме, ќе поеме до крај и ќе осветиме. Еве, после 6 години, Резултатот се гледа. резултатот се гледа е од огромно значење, значи нацртана прекрасно, сработено црквата, значи Таа е реконструирана. Дури едно би додал, денеска се радувам кога во црквата натрај и надвор во дворот вриеше од мали дечиња, имаше неколку колички со бебина, тоа е убаво. Пак ќе речам, дека ни е здраво, нека е дено здраво години. И уште да напомнам, во селото Мјокази седат околу моментално 30 луѓе, исто се збираме за водици. Така имате Од 2 прослава. дена прослава имаме, ве покануваме да дојдете. Со задоволство ја Нов примеќе кум Бога. е Тони, Ајлија нека е. да. За многу Ајлија. било ќе би да ни дајте Ќе да дојдеме. бидеме гости. Ќе дојдеме. Тука има исто прекрасна традиција. Значи, со водопос кумот ги канит, мештаните, одит покујче, за машки водици одиме во црква, значи седиме топла ракија, носит кумот, се пие топла ракија, мезе, од тука се оди во непрекината традиција крстот се фрлат. непрекината традиција, крстот се фрлат, Река, да го фатат. река од памти век, од И забрани, незабрани. дедовци, предедовци забрана, тој секој пат се фрло во реката, значи како да ви кажам, тоа е чувство многу убаво. Владико,
секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир от небото и за спасение на нашите души. Да се помолиме на Кој мен глас свети, Господ е моја светлина, моје спасение, од кој ќе се бојам, Господе, заштник на мојот живот, од кој ќе се плашам. Премудрост, Посланието на светиот апостол Павле до евреите чтение. внимаваме. Браќа, како оној што светло и што се ситуациите се одедени они. И затоа не се срамо да и нарече браќа, велејќи ќе го возвестам името мое. Меѓу браќата Игнатија црквите воспевам и пак јас ќе се... Слово и свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји. Да се помолиме на Господа. Премудрост, простум да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. Ќе се чита светото Евангелие. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме. Оно време беше празникот обновување, беше зима и одеше Исус од храмот во Тремо Соломонов, а јудејците го поли и му реко, до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни слободно. Исус им одговори, ви реко, и не верувате делата што ги вршам јас. Во името на мојот Отец тие сведочат за мене, ама вие не верувате. Отинесте од моите овци, како што ви реко. Моите овци го слушат мојот глас и јас ги знам и тие одат по мене, јас ќе им дадам живот вечен. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуј не, Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, ще се молиме, Господи, помилуј. За оние што присуствуваат овде и за отсутните православни христијани кои живеат во ова село, за оние што служат и што послужиле на овој сев храм, и за секоја православна душа за здравје и спасение, и за простување на нивните гревови да речеме. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Со милосрдието и благоволението на еднородниот Твој Син, со кого си благословен, со пресветиот и животворниот Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. И гласот на радоста ти самиот човеколюбче владико, погледи на нас грешните и недостојни твои раби, кои што го празнуваме обновањето на честиот храм, на светиот Атанасије Велики, како слика на твојата најсвета црква, односно самото наше тело, кое што си го удостоил сефалниот апостол Павле да го нарече твој храм и члену на твојот Христос, и утврди го во него до свршеткот на свето да остане непоколеблив, прославен со тебе удостој на нас, во него да принесуваме бескрвни славословие на Твојата слава и на единородниот Твој Син, нашиот Господ Исус Христос и на Твојот свет Дух. Разумно и со сите чувства и на оние кои што се поклонуваат во Твоја страв, да се покажат достојни за божествените добрини и да бидат благопријатни. За Твојата добрина овие молби кои што му ги се принесувани на Твоето неискажливо милосрдие за нас и за сите луѓе, по молитвите на пречислената наша Богородица и секоја Дева Марија и на сите Твои свети, зашто си свет Боже наш и во светиите почиваш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се молиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш. Подигнете ги порта горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војната. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни
вечни порти ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот Господ, силен во војна. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот Господ, силен во војна, тој е царот на славата. Заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Струшки и Добровско-Гичевски, администратор Австралийско-Сиднејски, денес на 14 или 1 мај 2023 година, по петтата недела по Пасха, недела на Самарјанката и на празникот на Светиот пророк Еремија и на преподобниот маченик Акаки Серски, извршивме осветување на храмот посветен на Светиот Атанаси, велики во селото Миокази Кичево. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, неговото блаженство, митрополитот Скопски архиепископ Охридски Македонски и на Јустинијана прима господин Стефан, председател на Република Македонија господин Стево Петаровски, а парохиски свештеник Александар Матески. Храмот е обновен во 1935 година, се изврши негово реновирање во последниве години по заложбите на црковниот одбор од селото, а со донациите на местното население и на сите добронамерни верници од пошироката околина. Свој рачно ќе потпише митрополитот Плавош Кострушки и Добровско-Гичевски господин Тимотеј. Живо и во сите негови потребни. Праведен е Господ во сите своји патишта и свет во сите своји дела. Близо е Господ во сите Помот и не исполнува желбата на оние кои се бојат од Него и услушува молитвите и ги спасува. Раздана Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. И неразделна Троица, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Господи, сите Танаси велики, името на Отецот и Синот и Светиот. Просување на осветена вода се благослови осветували Дом Божи, посветена сите Танаси велики, името на Отецот и Синот и Светиот. Се благослови осветували Дом Божи, посветена сите Танаси велики, што просување на осветена вода името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Свети сме поправи, слушно грабиш и ударава истинти Бог наш, помнито на неговата пречиста мајка, помолитва на света, жена Самарјанка, че споменда да се празнуваме, и по молитва на светиот пророк Еремија и прочи, и по молитва на светиот Атанасија велики, и по молитва на светите праведни боговаци Јоаким и по молитва на светите свети да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбен. Амин. Молитвите на светиот владика наш Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј Воскресе и смерти, смертиот смерт поправи. Исуши Богородице, Христос воскресе. Навистина воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе. Навистина воскресе. Десница Твоја. Господи, погледни од небото и види посети го лозото Твојот тврди го, што насади Твојата десница. Господи, погледни од небото и види посети го лозото Твојот тврди го,
насади мојата десница. Святи Боже, святи крепки, святи. Сакам да кажам неколку збора и за самиот храм, односно за неговото значење. Свети апостол Павле во своето прво послание до Коринтијаните вели: Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. И ние кои денеска се наоѓаме во овој свет храм, да се поучиме од овие зборови на апостолот Павле. Потребно е најнапред и ние да постанеме храм Божи, па дури потоа Бог да се всели во храмот што го градиме со нашите раце. Апостолот Павле исто така не поучува велики: вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе се вселам во нив и ќе одам помеѓу нив, ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Живејќи според волјата Божја, луѓето постануваат храмови Божи, носејќи го Бога во своите души, тие го внесуваат Бога во храмовите созидани од дивните раце. Бог си создал дом во човековите срца, а луѓето ги создаваат храмовите за заеднички да го слават Бога и така подлабоко и посилно да ја доживеат заедницата со Севишниот Господ. Не е доволно што е подигнат и украсен овој храм Божи. Народ Божи, подигнувајќи го овој храм, врз себе примени обрска дека со својот благороден живот и работа ќе го надградува во себе и во својата душа духовниот храм во кој ќе престојува самиот Бог. На тој начин овој храм, создаден со човечки раце, ќе постане живеалиште Божјо, населба на неговата слава и прибежиште на немотните, пристаништа на носените од бури, места која ги прогонува лошите духови и лечилиште на сите страсти и слабости. Постапувајќи спротивно на Господовите закони, луѓето го рушат во себе Божите храмови, ги разоруваат своите срца, ги расплуваат душите кои се создадени да бидат праведни, свети и подобни на Бога. Тие ги растурат Божите планови. Нима апостолот Павле им ги упатува зборовите: ако некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Ова е ден и момент сите да почувствуваме дека сме храмови Божи и духовно да го почувствуваме значењето на овој настан, поврзан со осветувањето на овој храм, посветен на Свети Атанасије Велики. По молитвите на Свети Атанасије, Бог нека ги услуши сите наши молитви, нека ни подари силна и непоколеблива вера да одиме по вистинскиот пат, да наследиме Царство Небесно. И сакам да благодарам на сите инвитори, приложници и украсители, што се потрудија овој стар храм да го направат така убав, да денеска можем да го светим. Нека е честито од Бога. Амин. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Меокази, на црковната слава Свети Атанасиј Летен, а воедно и на осветувањето на ново изградената црква, која е изградена во старите темели, која со векови била и останува соборна црква, со кого начествуваше митрополитот Деврско-Кичевски Плаушнички Тимотеј на 14 мај ова 2023 во Господово лето во сослужение со свештениците на Кичевското црковно наместништво, јас да бидам дел од оваа седнародна веселба, која со векови се пренесе од колено на колено, од генерација на генерација во ова село.